ден, ви благодарам што сте со нас, ова се настаните кои го одбележаа денот. Голем пожар во Сопиште, топлотниот бран продолжува, највисоки температури се очекуваат од средината на идната недела. Бројот на болни од западно-нилска треска е многу поголем од потврдените случаи. Епидемиологот Даниловски советува центрите за јавно здравје да прогласат епидемија ако нема резултат од превентивните мерки. Камионџиите пред нов проблем. Од септември остануваат без можност за работа во Шенген зоната. Регионален состанок во Скопје во вторник пред одлука за нова блокада на границите. 25 години од убиството на 10 бранители кај Карпалак. Многу ветувања без резултат. За починатите нема соодветно спомен обележја, за преживеаните нема права. Зеленски во Белград. Вучич е песимист за брз прием во Европската Унија. Украина нема време за песимизам. А во овие вести во живо се вклучуваме од Сопиште со детали за големиот шумски пожар. Останете со нас. Како што информираа Дирекцијата за заштита и спасување, голем пожар попладнево избувнал на територијата на општината Сопишта. На терен е колегата Даниел Василев, го имаме во живо во овие вести. Даниел, кои се информациите од терен? Добар ден, Иван, како што кажа и ти, се наоѓам кај село Чифлик, општина Сопиште, односно да бидам попрецизен од задната страна на планината Водно. Овој рид зад мене кој што го гледате гореше до предмалку. Во овој момент од оваа позиција не може да се забележи пожарот, бидејќи се наоѓа од другата страна на ридот, каде што во овој момент според информациите кои што ги имам гори борова шума која што е на тешко пристапен терен. Се очекува во секој момент да пристигнат и ертракторите на Дирекцијата за заштита и спасување кои што треба да дадат поддршка од воздух на противпожарните служби кои што од некаде 13 часот се тука на терен во обид да го изгаснат овој пожар. Морам да кажам дека жителите на село Чифлик имале огромна среќа при овој пожар со оглед на тоа што може да се забележи дека пожарот пристигнал на само неколку метри од првите објекти. Станува збор за индустријски објекти кои што се наоѓаат на врвот од ова село. Подолу веќе се наоѓаат и куќите каде што и самите жители живеат. На терен се скопските пожарникари, тука се и службите на Дирекцијата за заштита и спасување, локалното население, како и друштвото, противпожарното друштво на општина Сопиште. Имаме изјава од градоначалникот на општина Сопиште, предлагам во продолжение да ја слушнеме. Првично се работеше за пожар на нискостеглеста шума, меѓутоа веднаш потоа прерасна и во опасност на боровата шума која се наоѓа во близина. Морам да признам дека заедно со противпожарната бригада на градот Скопје, противпожарното друштво во рамки на општина Сопиште, има еден дел каде што не може да се пристапи од терен и за кратко од сега очекуваме помош од воздух. Во одлична комуникација сме со директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, со командантот на противпожарната бригада при градот Скопје, така да очекувам за многу кратко од сега целосно пожарот да биде ставен под контрола. Да, Даниел, гледаме дека екипите работат на терен. Имаше најава од Дирекцијата за заштита и спасување дека и ертракторите ќе бидат вклучени во гасење на овој пожар. Дали во моментов се на терен? Иван, јас не успеав да забележам авиони тука, меѓутоа и информациите кои што ги добив и јас тука од терен беа дека тие ќе бидат вклучени и се очекува во секој момент да ги почнат своите прелети над Водно со во обид да им помогнат на службите кои што се наоѓаат на терен. Повеќе информации ќе добиеме од командирот на Скопската противпожарна бригада. Господин Томевски, добар ден. Може ли да ми кажете каква е во моментов состојбата? Ќе дојдат ли авионите на помош, бидејќи од она што го знам тешко пристапен терен е онаму каде што сега гори? Да, во очекување сме да пристигнат во секој момент, иако пожарот е ставен целосно под контрола, но имаме делови каде што се тешко пристапни за човек. И од превентивен аспект, пожелно е да се фрли вода од воздух. Оно што беше карактеристично, бидејќи огнот се доближи близко до објектите кои се во село Чифлик и поради силниот ветер се ширеше спрема Барово и парк шумата Водно. Со големи напори, благодарение пак на колегите од бригадата, од доброволното друштво од Сопиште, од огнените тимови на Дирекцијата за заштита и спасување кои пристигнаа исто на лице место, ставене под контрола. Пред се спречи ширење кон соседните објекти, да се заштитат, а потоа се действуваше и во насока кон парк шумата Водно, бидејќи во близина се веќе борови насади кои што
се екстремно тешки за гасење при вакви температури и ветер. Колку ветрот ви направи проблем? Да, голем проблем беше ветерот, а друга утежнувачка околност што во паралелно со овој пожар имаме пожар во населбата Волково, каде што исто беше опожарена сува тревах и ѓубриште која се прошири за жал на една стамбена куќа, напуштена додуше, но куќа каде што беше опожарена. Голем дел од ресурсите ни беа насочени кон таа локација, но успеавме да се справиме и со оваа ситуација паралелно. Така да, за наша среќа, немаме посериозно оштетување на опремата и техниката, немаме повредени колеги, тоа е најбитното. Ви благодарам многу за овие информации. Иван, ова се засега сите детали кои што ги имам тука од терен. Се надевам дека во меѓувреме ќе успеам да присоберам и повеќе информации, така што повеќе детали најавувам за во следното информативно издание. Да, Даниел Василев, благодарам за вклучување во живото. Очекуваме со најновите информации во Централниот дневник. СВР Битола лиши од слобода 2 лица за подметување пожари на отворен простор, а полицијата најави дека ќе следуваат и соодветни пријави. Вчера во 12 часот во селото Грешница, општина Македонски Брод, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Македонски Брод го лиши од слобода ГС на возраст од 45 години од селото Грешница. Тој се сомничи дека претходно во повеќе наврати подметнувал пожари на отворено, а вчера околу 11 часот и 30 минути бил затекнат како на подрачје помеѓу село Грешница и село Слатина, општина Македонски Брод, исто така подметнува пожар на отворено. Вчера во 17 часот во селото Сарандино, општина Долнени, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода ГА на возраст од 76 години од Скопје. Тој се сомнечи дека предизвикувал пожари на отворен простор. По целосно документирање на настаните, против двајцата ќе бидат поднесени соодветни пријави. Температури над 40 степени, портокалова фаза низ целата држава. Од ДУХМР најавуваат уште повисоки температури од средината на следната недела. Метеоалармот е активен, но и во вакви услови обврските мора да се завршат. Граѓаните велат дека ги почитуваат препораките. Габриела Лескова ги има деталите. 5 минути на скопски асфалт и веќе барате начин како да стигнете до првата сенка. Фонтани, климатизирани простори и ладовина под дрвјата. Секој со свој рецепт против жештината. А температурите не попуштаат. Денес до 39 степени, а од среда термометарот може да покаже и 40. Цела Македонија е во портокалова фаза, па екипата на Сител излезе на терен за да провери како изгледа Скопје кога температурите се високи. Околу Пладне градот беше доста раздвижен. Некои со автомобили, некои пеш, трети на тротинет излегле од дома да ги завршат саботните обврски. Во моменти како денешниот, кога и краткото одење по улица станува напор, прашавме како Скопјани ја преживуваат оваа жештина. Еве, седам по ценка. Со ладна вода, шише вода у торба и идеме се по сенка. Мораме да искочиме сега на пазар да пазариме. Многу топло е, ама мора да искочиме. Повеќе со клима, по-лесна облекла, повеќе течности и овошје, повеќе тоа е тоа. Да. Пиење вода, да не дехидрираме, внимавање или да не сме изложени директно на сончевите зраци, освежување, се што може да се примени. Од 10 до 12 отприлика максимум да се заврши. После тоа стварно не е можно да се шета. И дигиталните термометри покажаа високи бројки. Оние кои се директно изложени на сонце измерија 44 степени, а оние под ценка плюс 35. И екипите на итната медицинска помош се со полни рад за работа. Имаме во тек на 24 часа преку 200 повика во текот на две фактички смени, кои што се реализираат негде од 80 до 90 интервенции со капацитетот што ни е редуциран во службата, толку се успева. Најголем дел од тие интервенции се, во голем дел од нив и на јавните места. Имаме чести колапси, имаме сообраќајни незгоди се случуваат, топло време допринесува. Секако хроничните болни кои што влошуваат, кои што бараат помош, тука се, да кажеме, промени варијации во крвниот притисок, доста имаме настапи на мозочни удари, срцеви удари. Синоптичарите велат, топлото време ќе се задржи и следната недела, кога делови од Македонија ќе бидат и во црвена фаза. Ќе во вторник и во среда очекуваме и дневната температура локално да го достигне, долж по Вардарието и да го надмине 40 степен.
Во однос на температурите, значи тие се како дека се над просекот за ова втора веќе декада од месец август. Исто како и денеска, така и утре ќе имаме попладневна локална нестабилност со краткотраен пороен дожд и појава на грмежи. Габриела Лескова, Сител телевизија. 28-годишен скопјанец со повреда на ребетот попладнево беше примен на клиниката за интензивно лекување, откако успешно беше транспортиран од Турција со владиниот авион. По повредата на 21 јули во Кушедаси, тој бил опериран во Турција на 23 минатиот месец, а од денеска лекувањето ќе го продолжи на скопските клиники. Пациентот се наоѓа во здравствена состојба која што бара интензивно лекување. Он ќе биде сместен во клиниката за интензивно лекување на нашата клиника Туари Луц. Со колегата и раководителот на травматологија доктор Арсовски ја прегледавме документацијата. Операцијата која што е направена таму е задоволителна и е добра. Повредата на арбетниот мозок, знаете дека е една од најсериозните повреди. Се надеваме дека после лекувањето кое што ќе остане кај нас, каде што ќе направиме дополнителни испитувања, ќе се вложиме со физикалната терапија во спиналниот центар во нашата земја и се надевам дека пациентот ќе успее оваа повреда да ја преброди, па ќе видиме понатака како ќе. Во моментов 17 граѓани се на болничко лекување потврдени на западно-нилска треска. Бројот на болни е многу поголем од потврдените случаи, вели епидемиологот Даниловски и советува центрите за јавно здравје да прогласат епидемија ако нема резултат од превентивните мерки. Бројот на заразени со западно-нилска треска во земјава е многукратно поголем од 20 лабораториски потврдени случаи, смета професорот Драган Даниловски. Епидемиологот посочува дека 80% од лицата кои биле каснати од заразен комарец не развиваат никакви симптоми. Околу 20% имаат лесна клиничка слика проследена со нејасна температура, а кај помалку од 1% или 1 на 150 инфицирани се јавува тешка форма на болеста. Особено внимателни треба да бидат повозрастните лица, болните со хронични болести и особено оние со нарушен имунитет. И многу битно е да се каже дека ако се констатира, се појават висока температура, силна главоболка, кочанетост на вратот, дезориентација, дури изразено нарушување на свеста, мускулна слабост, треба веднаш да се побара лекарска помош. Пораката е едноставна, значи нема причина за паника, но има причина за внимателност. Покрај личната заштита од комарци, доколку и локалните мерки со вонредни прскања не дадат ефект и бројот на болни продолжи да расте. Според професорот по епидемиологија, согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, потребно е да се прогласи епидемија во скопските региони каде има повеќе заразени, бидејќи болеста ја добиле тука. Центрите за јавно здравје, надлежни за одредено подрачје, имаат право автономно, внимавајте, инсистирам, автономно. Тоа значи независно и од министер, и од Комисија за заразни болести, од Институт за јавно здравје и така натаму. Имаат право да прогласат епидемија на своето подрачје, ако за тоа се исполнети одредени стручни критериуми кои што се јасни. Дури ако се закани опасност од ширење на епидемијата, а за тоа на скопско ниво е во Драчево, да речеме, да се исполнети критериумите, дури ако епидемијата се заканува да биде проширена и на други региони, тогаш се вмешува централната власт и прогласува епидемија на пошироки подрачја. Во моментов 17 пациенти се на болничко лекување со потврдена западно-нилска треска. Тројца се уште се во тешка состојба поради воспаление на мозокот и се на интензивна нега на инфективна. Според Европскиот центар за превенција и контрола на болести, оваа година во Европа пријавени се 241 случај со западно-нилска треска, најмногу во Италија, Грција, Шпанија и Македонија. Александар Динев, Сител телевизија. Раководителот на главниот штаб за управување со кризи Стојан Чангелов вели дека состојбата со водоводот во Гостивар значително е подобрена, но се уште е потребно време за да се дозволи употреба за пиење.
Состојбата со водата во Гостивар е значително подобрена. Последните наоди се значително подобри во однос на претходните, но потребно е време за истата да биде прогласена за чиста за пиење. Агенцијата за храна и ветеринарство ќе го направи тоа тогаш кога водата ќе биде и хемиски и бактериолошки исправна за пиење. СДСМ, како што велат тие, со факти го повикуваат јавниот обвинител Савески да постапува за случајот со водата во Гостивар. Министерот за здравство Клековски конечно прозборе. Призна дека во водата во Гостивар имало многу различни бактерии и вируси. А премиерот Мицковски ги уверуваше граѓаните дека водата е технички исправна. Како владата ги уверуваше граѓаните дека водата е исправна и може да се користи како техничка? Никогаш не беше објавена анализа. Кој подпишал, кој дозволил. Поминаа 4 недели и никој не одговара за труењето со вода во Гостивар. Граѓаните чекаат, а обвинителството се уште молчи. До кога? Да не е обвинителот Савески на екскурзија исто така? Камионџиите пред нов проблем. Од септември остануваат без можност за работа во Шенген зоната. Регионален состанок во Скопје во вторник пред одлука за нова блокада на границите. 25 години од убиството на 10 бранители кај Карпалак. Многу ветувања без резултат. За починатите нема соодветно спомен обележја, за преживеаните нема права. Превозниците најавуваат можност за нова блокада на границите ако не се најде решение за нивниот проблем. Од септември се соочуваат со опасност ниту еден од нив да не може да влезе во Шенген зоната. Септември може да донесе сериозен проблем за македонските камионџи. На голем број возачи им истекува дозволениот престој во Шенген зоната, а решение за нивниот статус се уште нема. Превозниците стравуваат дека ако не се најде начин да продолжат да влегуваат во Европската Унија, транспортот ќе биде сериозно намален, што може да се одрази врз увозот и извозот. Токму за ова во вторник во Скопје ќе разговараат превозниците од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Целта е да ги усогласат барањата пред најавената директна средба со работната група на Европската Унија. Едно од можните решенија е Хрватска од есен да почне да издава визи. Но за сега не е јасно дали би важели и во останатите земји од Шенген. Ние сакаме, ако веќе биде тоа, да се овозможи и една држава од Шенген зоната, ако издаде виза, да важи за сите други држави, меѓутоа за жал за сега не е така. Последици од недостигот на возачи, вели Муратовска, нема да има само транспортниот сектор, туку целото стопанство. Тоа значи дека транспортната флота ќе биде преполовена, а кога ќе се преполови транспортната флота, тоа значи ќе има застој во увозот, во извозот, бидејќи нашата држава во 96% случаи увозните и извозните производи ги превезува преку патниот сообраќај. Ние немаме бродски ни железнички превоз за да како алтернативи да се замени авионски, исто така немаме. Превозниците велат дека имаат комуникација со македонските власти, но решението не е во нивни раце. Затоа очекуваат одговор од Брисел. Доколку не се постигне договор, не ја исклучуваат можноста повторно да протестираат и да ги блокираат границите. Муратовска вели дека јануарските блокади биле крик на очај и сега не сакаат со нови протести, дополнително да и наштетат на домашната економија. Сепак, доколку нема разбирање од Европската Унија, блокадите остануваат на маса. Поради водостојот на реките во Западна Европа доаѓа до прекин на ланецот на снабдување поради неможност бродовите да се движат. Што значи представниците на Европската Унија треба малку да се замислат и да најдат соодветно решение да не доведе до целосен колапс на континентот, не само на нашиве држави. Во јануари годинава, камионџиите од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора 4 дена ги блокираа товарните терминали на границите. Протестот заврши откако Европската Унија презентираше визна стратегија со која се остави простор да бидат изземени од новиот електронски систем за влез и излез од Шенген. Половина година подоцна, камионџиите и натаму се во иста категорија со туристите, па во период од 180 дена не смеа да надминат 90. Во спротивно, добиваат црн печат и забрана за влез во Унијата. Мартин Арсов, Сител телевизија.
Со трактори и земјоделска механизација, земјоделците денеска повторно го блокираат центарот на Струмица, бараат повисока цена за ајварката, која се откупува за потребите на конзервно-преработувачката индустрија. Велат дека со актуелната откупна цена не можат да ги покријат трошоците за производство. Доколку до понеделник не дојде до зголемување на цената, најавуваат продолжување на протестите и блокади на други локации во југоисточниот регион. Министрот вчера на средбата обеќа дека ќе презема нешто за цената, ќе го каче. Ако не се презема нешто до понеделник, ние ќе одиме на още помасовни штрајкове на повеќе места и се додека не има резултат. Мора да се смени това нешто, така не може. Јас сум фамилиарен, јас сум само на земјоделие. Обработувам 40 декара, значи произведувам негде околу 150 тона роба. Еми, ако не извадам јас, как ќе почнам за другата сезона пак да работам? Од чокер, значи не може да продолжам. Жена работа, деца работат, значи. Министр направи состанок со откупувачите, со земјоделците, сега наред се со фабрикант. Тука е главниот проблем. Што беше прво, втора, 40-45 беше лани, полни беше. Што се намали сега за да се намали цената? Цени се покачи на нас, нема ништо намали. Това е, очекуваме барем тие ланските цени да ги добием. Барањата се да се коригира цената, дека со таа цена не се обстанува. На 25 денара, да кажем, прва, втора што тера таму кај фабриката да се откупува, това е жално и греота. А горе-доле каже рече, ние сме последните, на 50 години веќе одеме ние, по нас некои млади тешко работат да останат тука за таа работа да го работат, земјоделието. Навистина бележи зголемен број на странски туристи, како да се привлечат гостите и дали земјата има што да им понуди, колку е скап Охрид и дали е конкурентен на регионалната понуда. Тема на денот со Владко Сулев, председател на Националната асоциација за дојдовен туризам. Поминаа 25 години од убиството на 10 бранители кај Карпалак. Низ годините имаше многу ветувања, но без резултати. За загинатите нема соодветно спомен обележје, а преживеаните не ги добија правата кои ги заслужуваат. 25 години наместо пред грандиозен споменик се поклонуваме пред обична плоча. Ниту една партија на власт досега не собра храброст да изгради достојно спомен обележје. Се чувствуваме како ние да сме терористи, а не тие кои што ја нападнаа државата. Овие пораки, денеска од местноста Карпалак, револтирано ги упатија бранителите, кои го преживеа крвавиот масакар во 2001, кога беа убиени десетмина прилепчани од страна на терористите. Бранителите се пожалија и на тоа дека тие како делегација последни положуваат цвеќе на спомен обележјето на Карпалак. Жал на Македонија, без разлика која води. Ниеден не собра храброст или сила или да го искажат свој патриотизам кога да изградеа едно спомен обележје. Нашите патриоти во наводници што се на власт се сеќаваат на нас само 10 минути во текот на цела календарска година кога ќе дојдеме овде. 25 години се молиме, никој не прашал како живеете, да нешто ви треба. Не, ние сме начисто, а како да речем, не третираат како терористи. Да немаме право на здравствено лекување, да немаш право дете да го запишеш на факултет, да му плата, да речем, интернат или бесплатно школство. Нема, за вработување не правиме морали. Па не дај Боже стан некој да повере. Честување денеска имаше и во Прилеп, во центарот на градот пред споменикот на загинатите. Како што хероите на Карпалак несебично застанаа во одбрана на државата, денес сме должни со иста таква посветеност, решителност, но и мудрост да се соочиме со сите предизвици кои ги носи сегашноста, но и иднината. Жртвата на бранителите ни дава обврска и храброст да успееме во тоа, а нашата цел и успех е само една – европска и просперитетна Македонија. Нивната жртва е темел на нашата одговорност. Карпалак останува болно сведоштво за цената на слободата. Но Карпалак е и место од кое извира една голема вистина. Дека Македонија секогаш имала луѓе кои биле
подготвени да ја стават татковината пред себе. Денес сме тука за да покажеме дека времето не ја намалило нашата благодарност и дека споменот не изгледа. Претходно во Прилеп се одржа и положување на цвеќе на вечните почивалишта на бранителите и панихида за нив во црквата Света Петка. За Сител Дарко Штарговски. Полицијата лишила од слобода лице кое било индиректен учесник во сообраќајната несреќа во Скопје во која вчера загина 19-годишен моторциклист. Според МВР, за време на вршење на увидот и по преземени мерки и обезбеден видеозапис, дојдено е до сознание дека во предизвикување на несреќата, но без физички контакт, учествува и патничко возило Seat Altea со скопски регистарски ознаки, пошто возачот со возилото го напуштил местото без да им укаже помош на повредените. По дополнително преземени мерки, синоќа во селото Рачиново било пронајдено возилото и возачот СО на возраст од 46 години од Рачиново. Тој, како што информираат од полицијата, е спроведен во полициска станица. ВМРО, ДПМН и СДСМ и денеска продолжуваат со меѓусебни обвинувања за случајот од Новосел. Деца осудени за насилство и трговија со дрога е иднината која ја нуди Филипче на граѓаните. Венко Филипче смета дека со насилници и лица корисници на наркотични средства и опојни дроги треба да се гради иднина. Христијан Евтимов, внук на Заеви, и Илија Стојанов, негов другар, се лица кои се условно осудени на година и пол условна казна затвор, затоа што тепале странски државјани во Струмица, мислејќи дека можат што сакаат да прават затоа што се деца на Заеви. Истите овие деца Филипче ги представува како жртви. Талогот на Социјалдемократскиот сојуз не може и не смее да биде иднината која сите ние ја заслужуваме. Бараме од јавното обвинителство веднаш да отвори истрага и да поднесе кривична пријава против полициски службеници од полициската станица Струмица кои неовластено извадиле и предале доверливи полициски податоци. Панче Тошковски, министер за внатрешни работи, кој како прв човек на МВР сноси одговорност за злоупотребата на полицијата. Валентин Манасиевски, кој јавно ги објавил тие податоци и ги искористил за јавен линч врз младите. Истовремено бараме внатрешната контрола на МВР итно да утврди кој има возможил пристап на функционери на ВМРО до службена тајна и кој ставил подпис. Зашто ќе бараме и посебно вештачење. Ако институциите не постапат, ние ќе поднесеме кривична пријава. За сите, погрешивте што дигнавте рака на младите. Погрешивте што направивте уште едно кривично дело за да не замолчите.